civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Цивил дебата, како се и на кој начин може да се злоупотреби пописот. Опозицијата оспорува и политизира, власта вели дека институциите се подготвени и дека пописот ќе биде спроведен со помош и на најмодерни алатки и технологии согласно меѓународните стандарди и критериуми. Во исто време ќе се попишува на терен преку директни интервјуа со лицата, но и со користење факти од регистри, односно од повеќе бази на податоци. Наши соговорници во оваа дебата денеска ќе бидат директорот на Државниот завод за статистика, господин Апостол Симовски, градоначалникот на град Скопје, господин Петре Шилегов, и новинарот на Цивил, Декран Муратов. Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика, вореден професионалец, авторитет и експерт во струката. Годинава и на колективот и нему посебно му падна сложен статистички процес, но воедно и тежок меѓупартиски товар. Првото е професионален предизвик, второто е она наше препознатливо и непотребно политичко бреме. Јас на почетокот сакам само да го извинам основачот на Цивил и домаќин на оваа дебата. Од многу оправдани причини господин Џабир Дерала денеска не е со нас, требаше да учествува во дебатата, но вакви дебати ќе има и натаму и на следната дебата сигурно ќе имаме можност и чест да се вклучи и тој на ова и на сите други теми како и досега. Еден цитат: Државниот завод за статистика никогаш не престана со подготовките за пописот. Како институција сме решени овој попис да биде исклучиво статистичка операција. Пописот ќе си го спроведе Заводот за статистика како стручна и компетентна институција. Не може да дозволиме пописот да стане политичка операција. Често во предвечерието на пописот знае да изјави директорот Симовски. Но дали е баш така? Повторно го прашуваме и Цивил дава можност за пообсежна елаборација, посебно за термините или поточно за состојбите, попрецизно за статусите резидентни и нерезидентни македонски граѓани, зашто всушност и преку грбот на Државниот завод за статистика се кршат меѓупартиските копија. Од тука, како наближува април, темата станува се понагласено политичка. Контрадикторноста е во фактот што сите повлијателни партиски фактори се согласуваат воедно дека без оглед на процентите на етничката припадност, стекнатите права на етничките заедници не би можеле да бидат доведени во прашање по ниту еден основ. Од тука збунетоста во македонската јавност, зошто толку, условно да кажам, тепачки околу процентот на етничката припадност при ова статистичка и се надам и сигурно ќе потврди директор Симовски пред се економска, социјална, социолошка операција. Повелете, господин Симовски. Благодарам на поканата прво. Поздрав до сите кои ја гледаат оваа дебата. Се надам дека некои работи ќе ги зашчитиме, иако такви обиди до сега не знам колку пати барем јас имав можност да направам, меѓутоа очигледно дека се уште во јавноста некои работи се гледаат на различни начини. Дадовте еден вовед во кој што инсистиравте на тоа дека Државниот завод за статистика ова операција инсистира да биде статистичка, а не било како поинако. И на тоа остануваме до крај, до последниот момент. Свесни и бевме и сме и ќе бидеме понатаму дека ќе има политички притисоци, но до нас е дали ќе успееме да одолееме или не. Цврсто сме решени да истраеме до крај и да оваа операција на вистина биде само статистичка, а користа од неја ја имаат сите граѓани во државата. Ова го потенцирам особено, бидејќи се друго е една штета на граѓаните. Прво, да се нема попис, а веќе си 20 години го немаме и стана сите свесни какви се последици трпиме од тоа, иако дури не ги не знаат
во принцип граѓаните и сите конкретни последици, меѓутоа свати дека навистина потребата е исклучително голема. Веројатно најдобро за последиците, јас ке тргнем од оној по мене најважниот фактор бизнес секторот кој што дефинитивно може би најголемиот дел од последиците ги трпи. Локалната самоуправа, бидејќи основи за било какво квалитетно функционирање на локалните самоуправи се информациите кои што пред се собират од пописи и од сите останати статистички истражувања, но и сите други институции во државата на било кое ниво да се наоѓаат, трпи образованието, трпи здравството, трпи науката и така натаму. Значи, неопходни се овие податоци и неопходни се квалитетни податоци, бидејќи се друго би значило погрешно планирање, погрешни политики, погрешно, ајде да кажем со обични збори, погрешни фрлање пари во ветар за работи за кои што имаме огромен интерес да се решат на најдобар можен начин, а со погрешни информации или не се решаваат, или се решаваат погрешно, што е уште полошо. Така да, апсолутно во тој дел остануваме исцрени и ќе бидеме исцрени до крај до завршувањето на оваа операција. Како? Понатаму некој ќе ги третира податоците кои ќе ги објавиме, нешто друго. Тука не можеме да влијаеме апсолутно. Меѓутоа, оној што ќе знае да ги искористи, ќе има исклучително голем бенефит од тоа. Тој што нема да знае да ги искористи, ќе упомогнеме ако има потреба да го насочиме како може и што може на најдобар може начин да ги користи, меѓутоа тука не можеме да помогнеме во тој дел. Наше да ги обезбедиме тие податоци и да му бидат секому достапни, а тоа ќе го направиме секако. Ајде, јас мислам дека во текот на дебатата и овие сите други дилеми би ги зачестувале да не би имало преголем вовед во целата оваа работа, да оставиме простор повеќе за Не, слободно ваше зборот во рамките на тие 20 на минути би сакале повеќе околу методологијата околу која сега колку и повеќе политичка прашина би рекол се крева во јавноста. За жал. И не случајно ги спомнав термините резидентни и нерезидентни граѓани. Тоа вака малку по-пластично, по-народски да го објасниме. Така, многу врева се дигнат во текот на носењето на законот, бидејќи овие елементи не беа уградени во законот. Тоа се методолошки елементи и тие се дел од методологијата за попис, а не би требало да бидат дел од законот, иако, за жал, бидејќи се злоупотребува во минатото, тоа искуство го имавме со претходните закони, дел од тие методолошки работи беа метнување во закон, па знаете кога се носи закон, таму пратериците одлучуваат што ќе биде составен дел на законот, не одлучува струката. Тие гласаат, тие имаат право на амандмани. Може да се случи одредени меѓународни стандарди што важат за сите земји во светот да се изменат. Значи тоа беше единствената причина зашто не ги ставивме тие елементи, барем оние главните во законот, меѓутоа со објавувањето на методологијата мислам дека стана се чисто и дека особено овие категории население кај што најповеќе се дигна галама околу тоа што е вкупно резидентно население, што е нерезидентно население, што и кои лица влегуваат во едната, кои во другата категорија, дека тоа на крајот се расчисти и дека тука апсолутно сме во согласност до милиметар со оно што значат меѓународните препораки на Обединетите нации и на Евростат. Така да, тука не отстапуваме, мислам дека јавноста сега конечно тоа го разбра, го свати и сите дилеми барем во тој дел се разјаснати, бидејќи во методологијата со многу прецизно е кажано кои лица влегуваат во која категорија, кои се единици на попис, кои не се единици на попис, како се распоредуваат и слично по категории. Она што беше новина во однос на тој методолошки дел за ОФАТ, говорам, единиците на ОФАТ е што за разлика од 2002 и 2011 година ние ги вклучивме и нашите граѓани кои се наоѓаат надвор од државата повеќе од година дена во пописот, бидејќи цениме дека државата има огромен интерес да знае прво за бројката на овие лица, колкава е таа бројка, да знае каква е структурата на тие лица по сите основи, образовна, возрастна, полова, активна, во смисла на активна, дали се во работен процес, во образовен процес и така натака, и од каде потекнуваат, кои се временските периоди на нивното иселување и во кои правци заминале тие луѓе. Се лицитира последниве години на голема со бројки, најразлични бројки за тоа колкава е нашата миграција. Ние не ја знаеме точната бројка, за жал. Пописот ќе биде обид. Ние не сме убедени, односно не га има илузии дека ќе ја даеме точната бројка,
меѓутоа ќе можеме да имаме основи врз основа кои можеме да процениме за целокупната бројка. Предпоставка е дека еден дел од нив се и вратени во татковината. Ако се вратени, тие ќе бидат тука во патење, тоа не е проблем. И под притисок на пандемијата. Како god да е, значи постојат правила меѓународни кои што ние мораме да ги спочитуваме во тој дел и ќе ги спочитуваме. Како велат, не можете да го соприте некој што има намера да замине, меѓутоа е добродојден кој има намера да се врати, така да јас мислам дека никој од државата нема таква помисла да каже зошто некој се вратил. Камо таа среќа да створиме услови сите овие луѓе кои што се надвор да се вратат, бидејќи тој потенцијал кој што сме го изгубиле со нивното заминување, а ни треба и тоа како ни треба. Да не спомнеме само еден факт кој што сите добро го знаеме, дека денес на пазарот на трудот има огромен недостиг на работна сила. Иако велиме имаме голема стапка на вработеност, лично ние имаме во суштина огромен недостаток на работна сила. Овој потенцијал може тој недостаток и тоа како да го отклони во најпозитивна смисла на зборот, бидејќи тие луѓе што отишле таму надвор, нешто работат, нешто инвестираат, нешто се обучиле ако немале претходно одредени квалификации, ги стекнале, тоа се може да се употреби квалитетно и добро во правење. Во крајна линија најголемиот дел од нив имаат имоти овде. Од станови до куќи, посебна приказна е тој дел, земјоделско земјиште до друг има. Да најдеме една причина зошто е добро да се створат политики да се вратат овие луѓе. Јас кажам овие елементарните кои што се најударни, инаку дефинитивно има многу. На крајот на више тие луѓе имаат семејства, има своји родни пријатели, најдобро да живеат таму кај што потекнуваат, тука се чувствуваат и најдобро и несигурно и најбезбедно и не мора да се мачат и со други јазици за комуникација, стекнување на други навики кои што се различни во некои други земји и така натака. Да не говориме во тој дел, ја кажам само на еден момент кој што е исклучително битен, а ако се додаат и сите останати на тој дел, тогаш имаме навистина многу зашто. Би сакал уште реченица две околу начинот на теренскиот попис, кој се може да во име на друг да дава податоци и дали тоа не се коси со законот. Значи, окей, ако прибираме податок за некој што не е тоа е една од темите кои последно време малку крева повеќе прашина. Значи, ако имаме некој кој што не е физички присутен, ние не можеме да се стижаме на негово лично изјаснување. А целта ни е да прибереме податок што е можно повеќе. Затоа се дава таа можност некој друг во нивно име да даде податоци, меѓутоа строго водејќи сметка кој дава податоци и како ги дава тие податоци. Значи, не случајно лицето кој што дава податоци, друго дава својот матичен број, со кој што сноси одговорност ако се обиде со намера велам да дава погрешни и поинакви податоци од што е реалност. Апсолутно сме сигурни дека таква намера нема да има кај граѓаните. Меѓутоа, велам, ја потенцираме овој момент за да евентуално избегнеме било какви можности од било какви злоупотреби на можноста која дава. Овие лица кои што се надвор, кои што по стандардите ги пропишува Европската унија и Обединетите нации, пред Обединетите нации, не се дел од резидентно население. Значи ние имаме желба да собереме податок. Не мораме, ама сакаме и ни треба како држава. Затоа се вклучени во пописот. Можеме да ги исклучиме од пописот, нема да прекршиме ниту едно меѓународно правило, ниту еден меѓународен стандард. Меѓутоа, како држава која што има проблем со миграцијата, голем проблем со миграцијата, нас ни требаат такви податоци и ова дури го дава како можност го даваат и овие препораки на Обединетите нации на Евростат, кај што, ако не се лажам, глава 8, точно се наведува како што, зашто може и оно што го применуваме, фактички се нуди таму како решение. Да појасниме, значи пописот сепак на крај ќе даде две слики. Колку е населението во државата и колку граѓани на Македонија се повеќе од една година. Така, бидејќи таа категорија на резидентно население вклучува и граѓани кои се надвор, ама до 12 месеци, вклучува и странци кои се присутни во државата повеќе од 12 месеци. Затоа, да, ќе дадеме информација апсолутно и за присутно население во земјата, како подкатегорија. Овие се две главни категории, кои што ќе ги обезбедиме со пописот, а секој од нив има свој подкатегории. И нерезидентно население има две подкатегории. Наши државјани кои се надвор државата подолго 12 месеци, меѓутоа и странци што се присутни во државата пократко 12 месеци, така да ќе има податоци по овие подкатегории, меѓутоа ова е тоа што елементарно треба да прибереме и сите карактеристики на овие лица. Тоа е многу битно, бидејќи не е само бројката колку сме, туку и какви сме. Од аспект на квалитет, не говорам
од аспект на нешто друго, поинаку што се разбира за жал, како што е впечатокот кај нашите граѓани дека пописот само треба да обезбеди податок колку сме и какви сме политичка припадност и толку, не какви сме многу други аспекти. Значи, возраста на населението, сите нивни карактеристики, економски, образовни, културолошки и така натака, за да се добие една квалитетна слика и сите оние кои што треба да градат некакви си разумни политики имаат можност врз основа на овие сеопфатни информации да ги постават на вистинска патека сите тие политики. Ја споменав на почетокот локалната самоуправа како еден од битните фактори кој што треба да црпи информации од пописот за приградењето на своите политики. Вчера, баш синоќа слушавме една дебата многу интересна и корисна дебата, добра дебата, и каде што во многу краток период се кажа одредени бенефити кои што ги има локалната самоуправа, иако немаше време да се кажат сите, меѓутоа кои што беа многу значени. Да, но во јавноста сепак доминираат овие исполитизирани, би рекол, политички прашања. За жал, ние не сваќаме дека пописот треба да ни даде елементи, основи за планирање на развој. Политизацијата, не знам, од било какви причини, одбивањето да се земе учество во пописот, може само да ја искриви сликата за состојбе. Имам уште 2-3 прашања, може би пак на некој начин ќе допри до терминот политизација. На она што сепак ја крева тензијата во јавноста и прави некоја политичка. Јас во воведот не случајно напоменав дека сите политички субјекти во држава се согласни во тоа дека без оглед на бројот на етничките заедници, ништо во нашата легислатива државна нема да се смени, бидејќи стекнатите права се стекнати права. Вие не сте политичар и не можам да го поставам прашањето зошто е тоа така. Но би ве запрашал дали во пописните листи ќе стоат графите националност и дали само националностите од уставната категорија. Или под ќе стои ли графата други, каде што секој ќе се изјаснува по националност доколку сака се разбира што е, и дали тоа поединечно ќе се евидентира како бројка и тие етнички заедници што не се уставна категорија, ако сака да знаат колку ги има во државата. Прво да околу термините разграничиме, кога кажуваме националност, во меѓународната литература се подразбира под национално државјанство. Ние говориме припадници на етнички заедници, да се држиме на терминологијата од аспект да нема погрешни и нашата уставна категорија. Така, токму така и по уставната категорија. Значи, со пописот ќе ги има и во пописот ќе ги има и овие прашања и ќе бидат оставени секој да се изјасни како што смета, значи се е дозволено. Нема ограничување само на тие 8 месечни беа уставни согласно уставот етнички заедници кои што се набројуваат, ама таму вели сите останати така натака што не се дискриминирани останатите. Истото ќе биде и во пописот, апсолутно да сите ќе прибереме податок и секој ќе имаме можност секој да даде податок за било која етничка припадност по која барем некој се изјаснил во пописот. Дури ако тоа излегува надвор од оние рамки што значи сознание за припадности кон етнички заедници, знаеме дека имало изјаснувања најчудни, не знам, не би сакал да кажам најсмешни, меѓутоа навистина нешто што е надвор од она што барем ние го имаме како сознание, како постига етнички припадност, меѓутоа и тоа го евидентираме. Така да апсолутно во тој поглед ќе можеме во секој време да дадеме конкретен податок кој како се изјасни. По секој основ. Значи не само во принцип кога се објавуваат податоци, кога правите табела, вие не можете да направите табела од 1000 колони. Значи таа треба да биде видлива, читлива и во принцип кога се објавува по она што еве тоа се краток тип на табели. Ама тоа не значи дека не можеме и по потреби нема да објавиме и поширок. Мислам поширока, подетална. Тоа значи дека евиденција ќе постои. Да, и уште една друга работа дури. Ние овој пат околу дисеминацијата планот е малку поинаков од она што значи досега. Не одиме со оние класични книги, пописни каде што се е дадено во веќе поднапред подготвени табели. Многу мал ќе биде фондот на податоци што ќе биде објавен на овој начин. Туку креираме на посебна пописна база дисеминациона каде што корисникот сам ќе си прави табели. Значи може да избере се што сака
и сите можни модалитети на тој белег кој што сака да го избере и да тоа да извади податок што се, значи самиот ако му треба бројот на италијани примерно во пописот и дистрибуцијата нивна и со сите структури може да сами да се се извади извади кога сака и како сака. Така да нема да има ограничување во тој дел. Еве ние ќе објавиме, па по потреба еве ќе подготвиме нови информации. Не сам ќе може да се извади кога сака. Уште едно можеби ќе прозвучи како лично прашање, пред да го поставам и последното за вас во овој круг на дебатата. Вие бевте првиот надвор од политиката кој предупреди на некој начин дека ќе се ispolitizira пописот со графата националност или припадност, етничка. Таа ваша идеја на почетокот стартуваше со многу позитива во јавноста, во условно да речем разумна јавност, бидејќи не случајно спомнав дека и политичарите денеска сите се колнат дека без оглед колку и да има проценти од која заедница, ништо не се менува во уставот и во другите државни акти. Се повлековте под притисок на политиката од таа идеја, таа не кореспондира со европските стандарди или? Се повлековме под притисок на јавност, не на политиката. Инаку, за ваше информирање, најголемиот противник на таа наша идеја беа невладините организации, не беше политиката. Значи, најголемиот притисок го имавме од невладиниот сектор. Воопшто, да, имаше нека симпатии на почетокот, меѓутоа јавноста реагираше жестоко. Ние сепак, не знам, нашата идеја беше многу добро намерена, иако и ден денес тврдам дека со исклучувањето на овие прашања од овие белези од пописот, ние ќе изгубевме одреден фонд на информации битни, меѓутоа ќе добиевме за тоа што ќе се елиминираше и последната можност за политизација на пописот. Бидејќи тука е полето кај што политиката сака да влезе, сака ли ние да признаеме или не, тоа е тоа. Искуствата тоа не го кажуваат од претходните пописи, секогаш тука бил главниот момент. И денес да го немаше белегот етничка припадност, немаше никој од политичките субјекти воопшто да го интересираше што се случува со пописот, тоа ви го тврдам. Од овој мислам од политички аспект. Меѓутоа јавноста реагираше како што реагираше, ние сме должни да ја слушаме, што смета дека овој податок е толку важен на јавноста, го оставивме нас. Едноставно многу беа мал број на тие кои што тој наш предлог го наоѓа оправдување. За жал. Една слика за институцијата што ја раководите. Колку во каква кондиција е заводот, персоналот, алатките што ги имате на располагање за успешно спроведување на пописот? Значи, персоналот можеби не е онака како што јас би сакал да биде во момент. Меѓутоа не верувам дека било кој би можел да моите желби да ги исполни така едноставно, бидејќи тоа сепак е некој процес. Мислите на стручност или на бројченост? Говорам бројченост? и за стручност и за капацитет вкупно човечки. Од едноставна причина, значи статистичар не се станува денес, веднаш во еден момент. Тоа е процес на учење и обуки, значи треба време за да изградите статистичар. Ние за жал во државата немаме факултет за статистика и она што кај нас влегува како Добро, има предмети по има предмети само ама само предмети, значи немаме, значи не е исто што ќе научите по основи на статистика на економскиот факултет и евентуално ако имате економска или деловна статистика понатаму во процесот, имате таму статистиката подразбира и многу други подготвителни операции. Не е се попис, значи ние преtežно статистика се базира на анкети, кога се анкети тогаш имате примерот, имате репрезентативност, избор, понатаму анализи, математички методи и модели кои што се применуваат во екстраполација на податоци, значи еден широк спектар на работа, тоа е цела наука, а да не правиме муабет за оние пресметките на бруто домашниот производ и така натаму, кај што имате преку податоци од еден огромен број на други истражувања кои што влегуваат како инпут и кои што тоа треба се средат по одредени стандарди, така, значи потребно е квалитативно зрачење, тоа не се учи на факултет, по тие предмети, нешто начално да, ама не се учи до крај, она што ние сме приморани да тоа знаење го стекнуваме со работата, значи за да се подоти на статистичар како стартна основа стечеват најмалку 3 години. Така да и да добиеме сега и уште стотина луѓе
плюс во Завод за статистика, ние нема да бидеме квалитативно спремни, ќе ги обучиме овие луѓе да навлезат во Но генерално може ли да кажеме дека институцијата е подготвена да го спроведе успешно значи, прво пописот? чим функционираме во сите овие околности, кажа кои се проблемите со кои што се среќаваме постојано, значи ова не е нешто што јас лично сум се сретнал од кога сум дошол на позиција во директор, тоа е нешто што е континуитет во државата, од кој е формиран Завод за статистика. И меѓутоа она што е добро, што има еден страшно голем ентузијазам кај сите работење во Завод, особено во периоди кога треба да се попис. Чудна е некоја ситуација, не знам, не се објаснува, веројатно за другите ќе биде сосема неразбирливо, ние стануваме други луѓе кога потребнуваме во попис, се прешалтуваме за 180 степени и сите стануваме фанатици во тој дел. Значи, тогаш никој не прашува ни за работно време, никој не прашува дека има обврски, никој не прашува за пари на крајот на ништо, бидејќи село тој чини и кошта и треба да се вреднува. Едноставно имаме обврска и сите одиме да исполниме. Еве таква е состојбата во Заводот. Дојдете, поминете кога го сакате, ќе видите дека светлата не се тоа стајани да горат сијалиците, туку некој работи таму. И што е најважно, не работи под притисок, дека морал да дојде да работи некој дека му наредил, туку сваќаме дека имаме обврски кои што треба да се завршат, тогаш не прашуваме ни за време, ни за било што. Како пример ќе го дам пописот во 1994 година, од носењето на законот, значи тоа беше вореден попис. Нити сонувавме дека ќе имаме попис, нити се одлучи во државата да има попис, се донесе законот, имавме 40 дена се за подготовки. Успеавме, да спроведовме пописот, добивме многу високи оценки од Евростат за тоа како спроведовме и така натака. Значи може. Не е ништо поразлична состојбата во однос на ангажманот на луѓето. Техника и технологија имаме, не можеме да се пожалиме. Напротив, бидејќи овој попис на вистина вклучува технологија, направивме големи напори тоа да се овозможи, ги имаме целото на располагање и ќе спроведеме пописот без проблеми. Вашиот коментар или став доколку евентуално дојде до за месец, два или за цела година одложување на пописот? Значи, ние прво ние имаме закон. Законот пишува дека пописот ќе се проведе од 1 до 21 август. За нас е тоа. Седа дека тој не се промени, ние не можеме воопшто да говориме, не ни сакаме да разговараме на било какви можности или слично. Ние немаме 20 години попис. Не е проблемот да сега дали да биде овој месец или другиот месец или не знам на есен или до година одлагањето кој имавме попис од 2011 година. Меѓутоа ние го немаме, нас не фалат овие податоци многу одамна. Ова одложуваме веќе 10 години попис. И ако продолжиме вака да одложуваме, не знам до каде ќе одиме до бесконечност. Некој спомна, ние и уште една африканска држава. И таа Сомалија направи попис меѓувреме. Да. Значи останавме веројатно само ние. Можеби некаде кај се војат војни само Сирија, евентуално, не знам, некои такви, нема Украина, ако не се лажам спроведено попис, ама таму се водеја војни. Значи, по ова сме влезени во некаква светска статистика. За жал, во таквата статистика не би сакал никош да бидеме таму, ама сме во моментот и ги правиме сите напори да го оправдаме нашето постојање, дека прво дека сме стручни и способни да направиме попис, а второ како држава дека сме способни и дека цениме дека ни треба. Дека не правиме ние попис за било кого во светот. Нека ни се смее кој сака, ако нас не ни треба тоа процедура, но ни треба. И тоа е проблемот. На крајот никој не е луд во светот да спроведува ваква активност која што бара многу голем ангажман и бара многу пари. Би можел да ги употреби тие средства и тие потенцијали човечки на некоја друга попродуктивна работа. Значи не е случајно зашто се спроведуваат овие активности и сите земји во светот ги спроведуваат. Нам ни треба, нам ни фалат тие податоци, ние сакаме да ги направиме овој попис заради нас пред се. А тоа ќе биде добро и за сите останати надвор меѓународни институции кај што тежнееме сакаме да бидеме од дел. Ви благодарам за сега, директоре. Петре Шилегов, градоначалник. Прво добре дојдовте во дебатата. Петре Шилегов, градоначалник на град Скопје. Некако како по правило, амалскиот дел, ако можам така да се изразам, еви во ова со пописот пак паѓа врз грбот на помалиот, врз општините, практично врз администрацијата во локалната самоуправа и секако врз најодговорните за нив градоначалниците. Скопје е град, општина над општините во Република Северна Македонија и дел од општинската администрација, а без исклучок сите градоначалници, ќе се под товарот на одговорноста и за
успешноста, автентичноста на податоците прибрани од теренот. Господин, да? Само едно прашање за почеток, бидејќи некако или ние може не се најдобри. Ве фаќа ли малку страф, имате ли барем трема од теренската ситуација или реализирањето на пописот и какви се капацитетите и гарантирате ли успешност во делот за кој вие и вашите колеги градоначалници сте одговорни за оваа статистичка операција? Немаме право да не така размислам, затоа што веројатно дека после 19 години од последниот попис, ако сме за нијанса одговорни луѓе, а јас сметам дека барем за себе и за добар дел од моите колеги градоначалници на државно ниво можам да тврдам дека се одговорни луѓе. Да не должиме на државата, должиме на иднината на граѓаните да спроведеме попис, па без оглед дали тоа може би е веќе за секој од нас на известен начин абстрактно, бидејќи како што напомена 19 години се поминати од последниот попис и ние имавме и како ЗЕЛС управниот одбор средба со Завод за статистика во кој што беа напоменати, да кажам, оние подготовки кои што општините треба да ги направат во инфраструктурна смисла, зборам просторна и техничка пред се и дел персонал. И ја мислам дека сме спремни и успешно да одговориме на барањата кои што до нас Завод за статистика како надлежна институција ќе ги достави. Од тој аспект гледано, да, може би е некаква одговорност плюс, меѓутоа кога ќе размисли човек каков е се бенефитот, немаме ни право на поинаков избор. Немаме ни право на поинаков избор. Кажав, многу е битно да ги добиеме податоците и како држава и како единици на локална самоуправа, бидејќи тие податоци се основата за креирање на развојни политики во самите единици на локалната самоуправа, на микроекономското планирање во делот што општините го имаме како ингеренции, ќе добиеме податоци за определени научни истражувања кои што се одвиваат на ниво на држава, може да помогнат на самите општини, затоа за нас, велам, успешниот попис пак ќе представува основа за планирање на добра инфраструктура, да можеме да испланираме добро и паркови, плоштади, и јавни простори, да имаме одржлив сообраќај, затоа што ние немаме точни податоци, да речам, нити на бројот на домакинства, нити на возила, нити на податок по основ на кој што би можеле да речам да зацртувате за град Скопје каде е потребно да се вложува во инфраструктурата, туку некако одиме на она што го имаме како искуство и како податоци што ги имаме сами како општината, меѓутоа би било добро тоа да можеме да го верифицираме. Моето лично мислење е дека вие излегува ли дека овие изминати 10 години некако како на памет и општините да работеле и администрацијата и градоначалниците и советниците, бидејќи недостасувале елементарни податоци? Дефинитивно да. Зоки, значи, грана да имате фамилиарен, па еднаш годишно правите попис. Не можеш грана да водиш ако не направиш попис, бидејќи е сложена операцијата и податоците кои што се обработуваат, токму затоа да речам циклусите на државно или институционално ниво се 10 годишни. Сега ако вие без попис не можете својот бизнис да си го водите, затоа што на крај на годината не случајно е, да речем, тука се бројат ресурсите, тука се гледа со што се располага, тука се гледа сето она што вам ви служи како податок за да можете годишните, да речем, активности, зборувам, да ги планирате, така и државата, односно институциите мора да направат попис барем еднаш во 10 години, за да на среднорочни рокови ние имаме една реална слика која што нам ќе ни помогне да можеме што е подобро да ги креираме овие политики. Затоа и кажав дека ние немаме поинаков избор. Ние мораме како држава, ние мораме како општини во делот на ингеренциите кои што ги имаме да ја реализираме оваа обврска. Се обидуваме или јас лично се обидувам да не наблезам во политиканските, тоа не се ни политички теми, слушнав дел од дебатата, тоа се политикански, не се политички теми кои што се врзани за пописот, затоа што навистина мислам дека
стандардите кои што ги применува Заводот за статистика на Република Северна Македонија се согласност и со директивите на Обединетите нации, меѓутоа и се со поправилата и стандардите кои што Евростат како надлежна за европските држави ги пропишува, и од тука мислам дека и самиот закон, бидејќи имаме и декларативна изјава и од председателот на државата пред да го потпише указа дека ова го проверил како такво и како веродостојно, токму од тие причини велам дека едноставно мораме да ја завршиме оваа работа. Ние во функција на пописот неодамна во рамки на Собранието на Република Северна Македонија као градоначалници бевме угостени од председателот на Собранието. На таа средба беше присутен и председателот на државата и председателот на владата, директорот на Завод за статистика, со што мислам дека се прати еден јасен сигнал и кон јавноста, меѓутоа и кон останатите институции за сериозноста на оваа работа. А како ЗЕЛС уште во 2018 во функција на подготовка на овој закон имавме деклариран еден член во советот на Заводот за статистика. Тоа е Боријан Чорницевски, градоначалникот на Крива Паленка, и Фатми Бехари, градоначалникот на општина Кичево, со цел да дадеме наш придонес или наши размислувања како ЗЕЛС во рамки на подготовки на овој закон. И може ли, Шилегов, може ли да констатираме на крај дека имате вие увид и преку ЗЕЛС нормално, за Скопје не се сомневаме, нели, за вашата администрација, но воопшто за вашите колеги градоначалници из Скопје и поготово во поруралните средини, дали е подготвена и просторно, и технички, и кадровски администрацијата да одговори на оваа операција? Да, дефинитивно. Не мислам. Заводот со нетрпение нели чека да ги слушнат и тие оценки. Да, затоа што не мислам дека е и презахтевно она што како обврска на единиците на локална самоуправа е доставено и е предвидено во согласност со законот, да кажам. Ние де факто ќе бидеме сервис на Заводот за статистика. Правилата во принцип се едноставни и не би требало да се глорифицира или да представуваме дека е прекомплексно таа работа која што треба луѓето административно да ја завршат. Луѓето кои што ќе бидат дадени, условно кажано, на испомош, тие не се дадени, настануваат нормално во администрацијата, на кои што ќе бидат дадени на испомош на Завод за статистика, се што треба да направат е да бидат исполнителни во рамките на своите обврски. Јас мислам дека контрола на таквиот систем на исполнителност имаме и просторни можности. Исто така имаме инфраструктурни можности во смисол на техника. Сите единици на локална самоуправа имаат и јас искрено се надевам дека кога ќе почнеме некаде на 1 април за тие 15 на дена успешно ќе успееме да ја завршиме оваа работа. Значи, ова топло ладно околу терминот од лагање некакво на пописот, вие не ни размислувате, ако добро ве разбрав. Па не, затоа што колку побрзо го завршиме тоа, толку побрзо ќе продолжиме понатаму со процесите. Знаете, ако го одложиме овој проблем, тогаш навлегуваме во нешто што е надвор од методите и стандардите за ваква операција. Не случајно овој период секогаш се одбирал како најпогоден период. Тоа директорот веројатно ќе може да ви го каже најдобро. Зошто не се прави во јули, зошто се прави на почеток, на крај на март, на почеток на април, како стандард кој што постои секаде во светот. И стварно ја мислам дека обидите за политиканство не е политика, дефинитивно не е политика. Некакви си апели за не знам си какви бойкоти, не знам си кои што од определени политички структури се пласираат во јавноста, не се ништо друго, туку обид за деструкција на процесите кои што едноставно мораме да ги направиме како држава. Зошто некој има политички интерес да биде деструктивен, тоа е работа негова, меѓутоа немаме право да бидеме деструктивни ни кон државата, ни кон општеството, најмалку кон граѓаните. Ете и нека биде ова и мој апел личен до граѓаните на Република Северна Македонија, масовно да се одзиват на обврската кои што произлегува од пописот и луѓето кои што ќе ја вршат теренска работа бидат добро пречекани во секој домаќинство.
Бидејќи вие Шилегов сте и од делот на политиката, не можев се разбира на директорот на Заводот за статистика да му го поставам тоа прашање, но вас ве прашувам, што мислите, кои се мотивите на, условно да речем, отварашите за спроведување на пописот така како што е утврдено во законот? Па е политичко лицемерие. Затоа што во оваа фаза ќе се повикува на, не знам, одлагање или деструкција, во некоја друга фаза ќе има обвинување зашто не е завршен пописот. Тоа да речам, најдобро го сеќам у град Скопје. Ве критикува зашто сте направиле Динопарк и сте потрошиле 300.000 евра, демек било пандемија и не е време за правење на такви работи. А веќе наредната недела ве критикуваат зашто не сте започнали да го правите забавниот парк. Ме разбирате? Не знам на вистина, јас сум човек кој што бил жесток критичар во своите опозицијски денови, меѓутоа критиките секогаш се засновале со понуда за соодветно постапување. Ова не е добро вака и треба да биде завршено на тој и тој начин. Јас дека не можам да го фатам линкот и да речам политички нелогична ми е мене потребата да се прават обиди да се драматизира и да се стопираат сите процеси во општеството. Ќе ве вратам малку на назад. Кај ни се бегалските кампови? Кај ни е, не знам, растурената држава ради Преспанскиот договор? Па имавме разни манипулации околу проблемите што ги имавме со почетокот на преговорите за полноправно членство во Европска унија со Бугарија. Па ова ќе подпишел, па она ќе подпишел. Не знам, некако оваа сегашна опозицијска структура ми е структура која што освен креирање на стравови, паники и лажни вести по основ на кои што прави политички доктрини, ја на вистина не можам да препознам вистинска политика. Мене ми е жал што е тоа така, затоа што ја на вистина верувам дека напредокот на Македонија и напредокот на македонското општество може да биде реализиран исклучиво по основ на квалитетен политички надпревар. Немам јас идеја, илузија дека Социјалдемократскиот сојуз е најдобар на свет како власт или Шилегов најдобар на свет како градоначалник. Меѓутоа, ја до сега за 3 години како сум градоначалник не успеав да видам дека некој креира градска политика која што би била алтернативна на оваа која што се спроведува. Туку имаме едноставно само деструкција. Да, овој попис е попис за наредните 10 години, властите, партиите на власт се менуваат, бенефитите од резултатите на пописот денеска ќе користи една, утре друга власт. Токму тоа, затоа велам, немаме логични право политики на не, да. Немаме право заради дневно политички поени да ги стопираме стратешките процеси на државата. А ова е тоа. Ви благодарам, господин Шилегов, за учеството во дебатата. Ние сме уште отворени. Ако имате можност да останете на линија, ќе останам уште некое време, па ќе мора радиоврската да се дисконектирам. Ви благодарам, извинете што потешко се влегов на дебатата. Повторно, уште еднаш ви благодарам за дебата на Цивил. Дехран Муратов е млад, но доволно искусен и афирмиран новинар на Цивил. Тој катадневно следи, елаборира, сублимира и објавува мал милион наши овдешни настани и обштествени процеси. Негови журналистички теми се во диапазон од социјални преку економски до политички. Тој пописот го третира како елементарна социјал-економска административна операција, но и поле за меѓупартиски пресметки кои провоцираат и меѓуетнички тензии. Колега Муратов, повелете. Пред след 6 месеци што сум дел од оваа структура, екипа која што сакала да може само да изборам еден проблем. Да, само малку по-десно за дистанцата. Јас би се отсврнал кон проблемот со помалу бројните етнички заедници. Не го кажувам ова затоа што треба да бидам политички коректен, не ги спомнам помале заедници затоа што сите заедници се еднакви, но моментот е колку се тие помалу бројни. Ние, како што веќе зборувавме, ние 20 години немаме попис. Ние не знаеме пред се колку луѓе, колку жители има во државата.
ние не знаеме колку пред се помалобројните етнички заедници се условно кажано едни од најголемите заедници кои што мигрираат, кои што заминуваат од државата. И јас уверен сум дека ќе испадне многу поголема бројката која што се заминати во странство, отколку што веќе живеат во нашата држава. Она што би требало да се знае е дека треба секој да се декларира така како што најдобро се осеќа. Јас гледам дека има некаков обид на некои политички структури да повторно се активираат во политичкиот живот, искористувајќи го статистичката операција како што е пописот, но гледаат можност да испаднат големите патриоти и да ги убедуваат, условно кажано, своите граѓани да се попишуваат на пописот. Тоа е малце лицемерно, затоа што во недостаток да понудат политичка програма, они ќе го искористат моментот, барем тоа е мое лично мислење, моментот за да локалните избори им покажат на своите граѓани, на условно пак ќе речам своите, да кажат еве ние како се боревме за вас да се попишете на пописот, што е основна и загарантирано право. И затоа кога ќе кажам помалобројните етнички заедници, во овој момент некако се ставени на страна. И некако да се бори пописот за две поголеми етнички заедници. И другите заедници се како некако ако нешто ви дадеме. Кога зборувате за помалобројните етнички заедници, мислите на уставната категорија? Па и на сите други? Ќе дадам еден пример, можеби. Значи, имаме ние уставно загарантирана категорија која што без разлика на мојата етничка припадност, јас не сум бројка. Јас не морам моите права некој да ми ги ограничува или да ми ги даде според некоја статистика и според некоја бројка. Јас ако отидам утре на вработување, треба да бидам затоа што јас вредам како личност, а не затоа што сум припадник на некоја одредена етничка заедница. За жал, политиката за сега е таква, која што прво се гледа етничката припадност и ние веќе за правична застапеност на етнички Ама заедници. повторно ќе кажам, тој систем се манипулира. Ние имавме примери каде што албанци се попишуваат како македонци, македонци се попишуваат како роми и слично само за да го пополнат тој број, за да ги задоволат политичките калкулации. А вистинската бројка, вистинските луѓе не се од етничката припадност. Може би тој како припадник во моментот се почувствувал дека е припадник на таа етничка заедница. Но тоа е манипулација на системот. И затоа е битно во овој момент, јас сметам дека секој што се чувствува, како што во моментот се чувствува да се попише. Ние имаме ситуација сега, еве ќе ги спомнам, например, египтјаните. Би сакал после тоа и од директорот да слушнеме дали ќе ги има во овој попис како статистичка операција. Тој ќе одговори на некој начин. Да, но гледам например притисок кон египтјаните затоа што некој ги убедува дека не се египтјани. Одредена етничка заедница им вика, ама вие не сте египтјани, вие сте ова. Ти имате политичка партија, нели? Така, но кои се тие да некого убедуваат во нешто што е спротивно? Ако тој се чувствува како египтјанин, тој треба да се попише како египтјанин. Ако некој се чувствува како ром, треба да се попише како ром. Затоа велам дека во момент се разбира ако сам изрази дека сам сака изрази да желба, забележен. Да, но ете например сега ние во изминативе денови знаеме дека ќе се попишува и на 7 јазици, ќе има и тоа се веројатно уставно загарантираните според преамбулата, на тие јазици ќе се спроведува пописот, што е добро, затоа што има например одредени категории кои што не разбираат доволно добро, ако например дојде некој на некој јазик зборува,
не може да се изрази убаво и можеби во пописот ќе има погрешна статистика ако на неговиот јазик не му се спроведе, што е добро и го поздравувам тој потек. Друго што мислам дека е корисно за помалобројните етнички заедници. Говорите само, колега Дехран, околу тие мали лидери, лидерчиња кои сакаат да ги политизираат средините во кои тие действуваат по етничка линија, тие се подготвуваат за избор или наредни си го градат рейтингот? Кој е вашиот впечаток или сознание? Веројатно според тоа, например, како настапуваат како лидери, дека биле некогаш нешто, правеле нешто за одредена категорија. Како да е предизборна атмосфера, да, а не пред и пописот. потоа вика ние почнуваме кампања за пописот. Каква кампања почнувате за пописот? Не е пописот кампања, пописот е статистичка операција. Значи не можеш да кажеш ние почнуваме кампања за попис, затоа што тоа во самиот збор кампања веќе навестува дека е некаква политичка позадина. Пописот треба да е статистичка операција, затоа што ако, например, во одредено место претходно живееле помалу бројни етнички заедници, во тоа место, например, да кажеме, 95% биле бошњаци, еве да речеме. Но 20 години немаме статистика. Не знаеме сега, например, претходно имаше потреба за 10 паралелки, учеа деца. Сега, например, со миграцијата, можеби таму има 3 паралелки останато. Можеби во тоа училиште се учеше само на македонски јазик. Тоа го потенцираше и градоначалникот на Скопје околу потребата на локалното население и да се видат неговите потреби и да се види сликата реална која е на теренот каде што луѓето живеат и екзистираат. Токму тоа, значи потоа ќе имаш, например, еве пак ќе речам, ако например во тоа училиште се учеше само на македонски јазик, со овој попис ќе се даде дека 95% има дечиња што учат на албански, ромски, турски, бошњачки јазик, потоа самата држава ќе треба да направи стратегија дека таму треба да воведе мајчин јазик на бошњачки, на турски, на ромски, да не е примерен јазикот на миграциите и флуктуациите си го прават своето, нели статистиката ќе покаже веројатно. Затоа сметам дека е битно овој момент за помалобројните етнички заедници да не го бойкотираат пописот и сметам и досега не видов такви побуди, такви повици за помалобројните етнички заедници, иако во делот политичката структура која што повикува на бойкот и на некакви пописи да се поништи законот за попис, има и припадници на помалобројните етнички заедници во таа коалиција, но самата коалиција, тие припадници не повикуваат. Само да разјасниме нешто, ќе ни помогне и директорот Симовски тука околу терминологијата бойкот. Бойкот за попис е невозможен. Значи, тоа е законска категорија, тоа не се ни референдум, не е ни избори, значи не е слободна изразена волја, тука е законска волја и секој мора да учествува во тоа. Тука нема отстапки. Да, но например ние на терен кога правевме анкета со граѓани, значи имаш спремни граѓани кои што се манипулирани, како што спомна градоначалникот. Ќе бойкотираме, не знаете што значи тоа. Дури да бидеме казнати. Ќе го бойкотираме пописот затоа што се манипулирани дека на пописот ќе нема графа националност. Имавме ние, ако сега ми текна како што спомна градоначалникот Шилегов, ние имавме ситуација каде што пред да настапи да се активира законот за попис дека ќе се донесе, ние имавме лажна вест дека 70.000 косовари ќе бидат попишани во Македонија, ќе добијат македонско државјанство. И тоа доаѓа од високи функционери кои што се и дел од некаква политичка структура. Ако, например, на такви лажни манипулации и лажни вести, ние во моментов се гледаме, но не го гледаме статистичкиот податок за доброто, туку гледаме политички да искористат за одредени доаѓаат локални избори, пак ќе речам, сметам дека дел од политичките структури, кои што во недостаток од политичка кампања и политички понуди, ќе го искористат пописот
Кога нешто направиле, а тоа е нешто што нормално ти треба да се Во крајна попише, линија, а он ќе подотоа- се го препише како негова заслуга, јас направив тоа да изразат толку луѓе на пописот и да се попишат. Тоа е надзорот секаков. Во крајна линија податоците ќе си го кажат своето. Да. Благодарам за сега, директоре Симовски, да заокружиме дебатата со една ваша порака, констатација, со еден ваш оптимизам за успешноста околу терминот бойкот, што се употребува. Луѓето не им е јасно, веројатно, баш токму под притисок на ова што и Декран го зборуваше сега, разни манипулации, политизации и така натаму, да се мати водата за некој сомот да го фати некој капиталец, веројатно, од политички погоди. Добро, на политички субјекти е да искористат секоја можност да делуваат политички, тоа не е спорно и никој тоа не им го право ограничува. Меѓутоа, наше е да направиме напор да сите тие простори кај што би можела да влезе политиката или политиканството сеедно, ги затвориме, едноставно не дозволиме. Така да ќе го употребува секоја можност политички субјекти ќе употребува за своји политички цели, користи и така натака. И мене лично не би ми пречело воопшто, ова што господинот Декран го кажува, сите политички субјекти кои што ќе повикуваат на учество во пописот се добродојдени. Па нека си ги стават заслугите на се. Мене е плашило другото, каде што јавно и заскриено се повикува на неучество во пописот. Еве да не го употребувам зборот бойкот, туку да не учество во пописот, брајќи причини на тоа, не знам, во ковид состојбите, не знам, во некои други моменти, бидејќи во тој случај сите тие работат во интерес на собствената штета. На собствената, кога говорам на собствената како граѓани на оваа држава, како држава, како граѓани на оваа држава. Значи, одбивањето да се дават податоци е само зијан. Нема никако, апсолутно никаква корист никој. Нема да има од тоа, може би некои си краткорочни политички цели ќе се остварат, ама џабе ви се на крајот на свиштата дека остане некои политички субјекти целокупната власт, говорам од најниско до највисоко ниво по сите основи од државата, ако немате држава, ако немате народ натре, вие џабе се до тоа. Значи, ние треба да сватиме оној момент, не е случајно стаевме во пописот да ги попишуваме или за што се напише, да ги опфатиме, да ги преброиме, да видиме колку се што се. Ни избега да се линијата. Значи, ние не ја треснуваме главата од зид, еднаш да кажеме, чекате луѓе, што би се случува, ние останавме без луѓе овде. Ние останавме без потенцијал, ние останавме без млади луѓе, без наталитет, бидејќи отидоа тие кои што требаше таа репродукција да остварува во државата. Наместо тоа да ни биде водечката работа, да се случиме сите масовно во пописот и да дајме најквалитетни одговори за да се изградиме каква таква иднина после ова кај што се наоѓаме сега во моментот, ние се уште одиме на тоа да пропаѓаме во калта колку што може подлабоко. Ако ќе дојдете до гушата во калта, не ме вади никој. Па тогаш имате и власт, што сакате имате вие џабе, немате држава, немате народ, ќе отидат сите, ќе си одат. Ќе одат и старите, не ги прима никој, за жал кои отишли и тие, веројатно, ако има можност. Значи, ајде да гледаме од тој аспект. Повикувам, апсолутно замолам, нека се борава сите други аспекти. Од оваа операција може само да се има корист како граѓани. Каже господин Шилегов, кажа и по дебативе и други градоначалници, колку све на нив им треба податок. Па вие една улица не можете да направите асфалтна како што треба, ако не добиете информации. Дали да ја правите воопшто? Треба, може би таа улица ќе треба да дојде некој друго место да биде трасата, а вие ќе стаите на да не погрешно. зборуваме за школи, за градинки, за амбуланти, за други не знам, до најситен институции. елемент. Вие ќе направите водовод за, не знам, наследба кај што има луѓе, кај што е за 100 луѓе. Па џабе сте го правите тој водовод, нема да имаат вода за пиење луѓето. Или обратно, ќе направите капацитет за 10.000, таму имате 100 луѓе. Сте фрлиле пари кои што се може да ги употребите за нешто многу друго корисно. Ние еве дури ни се смеја кога објавувавме делови од методолошките од прашањата кои се вклучени во пописот, некои лица им издигнуваат смешни и одредени прашања, велиме на пример како на колку е одрешено се работното место или местото на школување од вашето место на живење. Каков тип на превоз користите до таму, дали користите прво превоз, дали користите сопствено возило, не знам, автобус или било што е на располагање.
податок кој што за локалната самоуправа е богатство огромно. Да знае градот колку автобуси не ќе само му треба градот, и било кој друг град. во моментот да задоволи потребите. Дали има граѓани. потреба, како тоа да го организира и така натака. Значи добивате податоци за сите локации во градот, еве, ајде за Скопје ако говориме. И точно да може да планирате, да, овдека треба да има автобус, треба да има линија, колку би била фреквента, колку луѓе користат, дали има потенцијал повеќе да користат таков тип на превоз, да не ги остават автомобилите, да нема загадување, еве, помал. Значи многу некои работи кои што може и вака на површината не излегуваат веднаш видливи, а се страшно корисни информации кои што може да се употребат максимално добро, да се она што го трошиме како буџети, да се троши во вистинската насока. Апсолутно. Инаку околу ова, што го кажуваше Дехан, околу етничките заедници, значи сите имаат право да се изјаснат како мислат, значи тоа е чувство и тука не треба никој да им се меша. И да оставиме на тоа. Дека ќе имала од страната притисоци, се имало секојаш и ќе има тоа. Значи сепак е лично дали ќе оделеете или не. Ние не можеме како завод да инсистираме. Не знам, ако ли се тоа се изјаснило како што се изјаснило, не се тоа, лагаш. Не можеме, тоа не имаме право да смееме да помислиме на такво нешто. Што ќе се каже тоа ќе евидентираме, тука нема мове. Јас ви благодарам многу за учеството, директоре, колега Дехран, градоначалник Шилегов, на оваа дебата на Цивил. И може да завршиме со една констатација за која вие практично сега во завршениот збор кажавте, во април сите на попис. Ќе ни би задоволство сите да учествуваме во пописот. Масовно се вклучиме да разбереме уште една повторно многу сериозна оваа работа во интерес на сите. Значи не може да има добитник во оваа операција ако некој не учествува во пописот. Че има само губитници тоа. Ви благодарам. На крајот сакам само да пренесам поздрави до гледачите на локалните и регионалните телевизии кои беа вклучени во овој пренос на Цивил. Благодарност и до нив за учеството во ова наша денешна дебата. Довидување. Благодарам. Во април. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.